Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Народната кујна во градинката Тетекс подготвува оброци за 100 лица од списокот на Центарот за социјални работи Тетово. Скромно новогодишно украсување во Гостивар. Поголем дел од парите ќе се пренасочат во хуманитарни цели. Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово со секојдневни активности за поголем ред во однос на паркирањето. Народната кујна во градинката Тетекс функционира подолго време и обезбедува топли оброци за граѓаните кои имаат потреба од ваква помош. Активноста се реализира во соработка со Центарот за социјални работи, кој креира список на граѓани кои доаѓаат секојдневно да подигнат зготвени оброци. Топол оброк за оние на кои им е најпотребно. Центарот за социјални работи креира список на лица кои имаат потреба од ваква помош, а оброците се подготвуваат во просториите на градинката Тетекс. Директорката на градинките Младост Рамие Даути истакна дека храната за овие лица се подготвува во посебна кујна. Народната кујна во градинка функционира од 2009 година, каде што луѓето кои имаат потреба за готова храна си доаѓаат во градинка, тука им се спрема јадењето и они си го земаат. Центарот за социјални работи, значи го прави списокот по барање на луѓето, си прави список и ни го доставува нас. Бројката не може да се зголеми бидејќи Министерството плаќа за толку лица. Ако едната личност не доаѓа во текот на неделата да си земе храна, значи одма се бара од Центарот за социјални работи да си достави нов кој би земал, така што немаме проблеми. Храната се подготвува за 100 лица, а луѓето ги подигаат оброците на дневна основа. Новогодишното украсување на Гостивар ќе биде скромно, а поголемиот дел од парите во буџетот предвидени за таа намена ќе се пренасочат во хуманитарни цели. Општината со тие финансиски средства ќе набави таблети за ученици од социјално загрозени семејства. Наместо за нови светилки, елка и други новогодишни реквизити, поголемиот дел од парите за празничното украсување на Гостивар ќе бидат пренаменети во хуманитарни цели. Тргнувајќи од фактот дека децата од сиромашните семејства немаат услови за одржување на онлайн настава, Општина Гостивар реши финансиските средства за новогодишното китење на градот да ги искористи за купување таблети за ученици од ранливи категории. Планирано е да се набават 100 вакви електронски уреди. Плановите на Општина Гостивар во минатите години биле да по таа буџетска ставка има околу 1.500.000 денари, меѓутоа оваа година се сменети поради пандемијата и решивме дел од тие пари да бидат пренаменети за купување на 100 таблети кои ќе бидат распределени на деца од социјално загрозени семејства и помал дел од нив ќе биде за украсување во централниот дел на градот, но тоа ќе биде скромно украсување за да заштедиме средства во оваа криза која е предизвикана од пандемијата. Точна временска рамка кога таблетите ќе бидат поделени на учениците нема, заради тендерските процедури за нивна набавка, но од локалната самоуправа велат дека акцијата целосно би се завршила до крајот на јануари. Ова значи дека второто полугодие децата ќе имаат уреди за да следат настава преку интернет. Нова година се ближи, но за разлика од претходно во овој период од декември, сега низ Гостивар не се чувствува никаква празнична атмосфера. Неизвестно е дали печалбарите годинава ќе останат верни на традицијата новогодишните празници да ги поминат во родниот крај. Пред 2 дена на вообичаената локација, кај големиот паркинг простор спроти Центарот за култура, беа поставени новогодишните тезги. Трговците нудат честитки, украси, балони, играчки, но дали и колку ќе имаат работа оваа година, останува да се види.
Советот на општина Гостивар денешната 30-та седница ја започна со едноминутно молчење за починатите од COVID-19. Советниците потоа изгласаа одлуки околу буџетски прераспределби и регионалното менаџирање со отпадот. Предпоследната седница на Советот на општина Гостивар за годинава отпочна со едноминутно молчење за починатите сограѓани од ковид. Председателот на Советот Бесим Мемеди побара на овој начин да им се искаже почит како и сочувство до семејствата, нагласувајќи дека Гостивар последниот период е многу погоден од пандемијата. Советниците на денешната седница изгласаа одлука за донесување на планот за регионално управување со отпадот, кој се однесува на менаџирањето со депонијата Русино. Беше усвоена и прераспределба на пари во буџетот. Како што појаснија од секторот за финансии, измените се за искористување на вишок средства за капитални инвестиции и за обезбедување на плати за наставниците во основните училишта. Значи, ние плативе за месец ноември ги помиривме и останаа средства за капитални трошоци. Сите тие средства што се останати, ние од програмите E0 и W0 ги носиме во ЈД како изградба и реконструкција на улици и патишта. А во другиот дел имаме дотации кај што ни фала средства во основните училишта, а имаме вишок на средства кај средните. Значи ги носиме од средните во основните училишта за да основните училишта земат пари. Сумата што се префрла од дотациите за средните во основните училишта е 1,5 милиони денари. Во делот на измените за капитални инвестиции се работи за вкупен износ од околу 4 милиони денари. Од секторот за финансии нагласија дека техничките подготовки за прераспределбата на парите потребни за платите на наставниците ќе се извршат итно за да се избегне доцнење во исплатата. Па ние овие 2-3 дена ќе можеме до понеделник, вторник да ги направиме овие работи, зашто се технички работи, ќе ги замолиме и во Министерство за финансии, зашто ситуацијата е таква како што знаеме, но ние ќе се трудиме што до 15 бар да земат плата, зашто после 15 значи идат тие затезните камати. Следната седница на Советот на општина Гостивар е закажана за 25 декември, кога треба да се расправа за буџетот за 2021 година. Граѓаните на Тетово и Тетовско ќе имаат можност да купат производи од широкиот асортиман на месо и месни преработки во новата продавница Маријал. Продавницата е отворена во близина на градскиот пазар во Тетово, а нуди низа квалитетни производи, меѓу кои и оние на Мичче Лопечко. Свежо квалитетно месо и месна преработка, широка палета на врвни производи. Новата месарница Маријал во Тетово нуди голем избор на месо и месни производи достапни за граѓаните. Месарницата се наоѓа во близина на градскиот пазар во Тетово и заводот за вработување. Меѓу другите, во месарницата има и производи од Мичче Лопечко. Ние сме прилично нови во овој бизнис, но започнавме соработка со местната индустрија Челопек, кој има долгогодишна традиција на препознатлив квалитет на свежо свинско месо и сувоместнати производи. Во нашата месарка имаме свежи производи од месо, како што се свинско, јунешко, телешко, говецко и пилешко месо. Покрај свежото месо ќе имаме исто така и сувоместнати производи. Поголемиот дел ќе бидат од местната индустрија Челопек, но покрај нив ќе имаме и сувоместнати производи од останати фирми во нашата држава. Покрај месните, месарницата нуди и млечни производи од повеќе асортимани. Ќе работи секој работен ден од 8 до 19 часот, а во сабота и недела со скратено работно време до 14 часот. Во секое време повелете во нашата ново отворена месара Маријал, ќе бидете топло примени и услужени од нашите вработени и ќе уживате во вашиот пријатен ручек. Приведен косовски државјанин во Тетово кој нелегално престојувал во земјава, полицијата регистрира и неколку физички напади. Слушнете ги деталите.
Вчера вечер околу 23 часот во блок 82 во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 33 годишен косовски државјанин кој легално влегол во Република Северна Македонија и непријавено престојувал на подрачјето. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Вчера вечер околу 23 часот и 50 минути полициски службеници лишиле од слобода 38 годишникот тетовски копач Индол и 32 годишничка од Струга кој претходно на улица Благоја Тоска во Тетово со тврд предмет нападнале 35 годишен тетовец. Двајцата пријавени се задржани во полициската станица Тетово за расчистување на случајот и ќе им биде изготвен поднесок. Ноќеска половина час по полноќ 31 годишникот Тетово пријавил дека во угостителски објект во Тетовско Егуновце бил физички нападнат од 42 годишникот Тетовско Сараќино. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера вечер околу 23 часот и 35 минути полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 28 годишникот Скопје, бидејќи додека вршеле службени действија кон нив се однесувал агресивно. Се расчистува и документира случајот. Вчера исто така во 11 часот и 20 минути 40 годишникот Тетовска Голема Речица пријавил дека на улица Маршал Тито во Тетово по претходна вербална расправија бил физички нападнат од лице од Тетовско Ларце. Се преземаат мерки за расчистување и новој случај. За крај информацијата дека во текот на вчерашниот ден исто така во 13 часот 63 годишникот Тетово пријавил дека на улица Јане Сандански во Тетово бил каснат од куќе бездомник. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и за санкционирани 9 непрописно паркирани возила само во текот на вчерашниот ден. Овие активности се спроведуваа изминатава недела во централното градско подрачје во Тетово и Гостивар. Секторот за внатрешни работи Тетова полициска станица за безбедност на патниот сообраќај и оваа недела реализираше секојдневни активности за поголем ред и безбедност со паркирањето, особено во централното подрачје на Тетово. Вчера откриени и санкционирани се 9 непрописно паркирани возила. На нивните сопственици изготвени им се поднесоци, а возилата се подигнати од пајак службата. Покрај ова исто така биле санкционирани и 7 други лица кои управувале без возачка дозвола, еден возач под дејство на алкохол, 2 нерегистрирани возила и други видови прекршоци кои биле заокружени со законски предвидените поднесоци. Во Гостивар пак вчера биле санкционирани и подигнати 6 непрописно паркирани возила. Фудбалските второлигаши викендов го играат последното есенско коло. Најинтересно се очекува да биде на градскиот стадион во Тетово, каде во директен дуел за опстанок ќе се сретнат екипите на Тетекс и Вардар од Форино. Екипите од втората македонска фудбалска лига Запад викендов ќе го одиграат последното 16-то есенско коло. Најмногу внимание привлекува дуелот на градскиот стадион во Тетово, каде ќе се сретнат екипите на Тетекс и Вардар од Форино. Екипата од Гостиварско пред овој надпревар има предност од 3 бодови пред Тетовски Тетекс во борбата за опстанок во лигата. Тетекс после фузијата со Лабуништа се врати во второлигашката конкуренција и лошо го започна првенството. Но во последните неколку надпревари оваа екипа покажува дека има квалитет да се бори за повисок пласман. Па нели, тоа го разговараме секој надпревар дека Тетекс не треба да се плаши од никого и треба да оди на победа. Меѓутоа во една ситуација влеговме каде што сите бодови се важни и немаме место за калкулација. Ќе одиграме како што игравме денеска. Се надевам ќе успееме да го исполниме сето она што е зададено и верувам во победа затоа што ви кажав, Тетекс полека ќе почне да расте, треба време, треба трпение. Сепак благодарности до раководството и до навијачите за ова време што го имавме, затоа што игравме на периоди, ќе победиш, ќе изгубиш, меѓутоа уверен сум дека со Форино ќе освоиме 3 бода и дека ќе се дигнеме на едно добро место на табелата, каде што ќе ни даде за право да се надеваме за средина на табелата во пролетниот дел. Надпреварот помеѓу Тетекс и Вардар Форино ќе се одигра во недела со почеток во 13 часот на градскиот стадион во Тетово. Останатите надпревари на програмата се во сабота во 13 часот, а се среќаваат Кораб Дрита, Гостивар Влазрими, Охрид Кадино и Велешта Скопје.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Останете во добро здравје и почитувајте ги мерките за заштита. Пријатно!